стилот и неговото читање во македонската архитектура мора да се релативизира, мора да се препознае локално и мора да се прилагоди кон оној материјал, кон оној јазик кој го содржи оваа архитектура, од кој ќе се извлече дефиниција на стилот кој ни припаѓа само нам, кој што ни одговара на нашето исчитување на процесите на создавање и на зрење на стилот во архитектурата. Од тие причини, ние не можеме да зборуваме за влијание на европскиот барок во архитектурата на исти начин на кој што за тоа зборуваме во Европа. Зборуваме за импликации, зборуваме за посредство на. Значи, зборуваме за не толку силен импулс, кој што може би само во формална смисла, во организациона, најчесто само во декоративна смисла и слично. Сите тие градби не би можел да кажам дека се градат во еден стил, како што веќе некои од јавноста се трудат да го наметнат како бароктен стил. Не би се сложили со таа констатација, затоа што објектите сепак се градени во денешно време, во денешни услови, со денешна технологија на градба, со денешни потреби, со денешно гледање према архитектурата и просторот, а од друга страна со еден, би кажал, со мноштво на автори. Во секој скоро објект има мноштво на автори кои што сепак оставаат свој белег, свој авторски индивидуалитет во архитектонската, во својот архитектонски израз, мислам, и во нивната архитектонска мисла. Меѓутоа, сите тие можеби се вградени, не и сигурно се вградени во една архитектонска идеја за да остане меморијата, да се врати меморијата на градот Скопје. Јас би се согласил потполно дека сакаме да направиме таква реконструкција, ама само кога би направиле реконструкција на таквата слика. Значи, во тие габарити, со тие висини, со таа силуета, во тие пейсажи, како што тоа го правеа и редица големи европски градови после Втората светска војна, враќајќи ја назад, реконструирајќи ја, нели, традиционалната матрица. Варшава, Берлин, Потсдам, не знам, да не ги редиме, нели, тоа се редица европски градови кои направија целосна реконструкција на своите историски јадра, за да ја вратат назад сликата за нивните традиционални јадра. Во таа смисла останува отворен проблемот и нејасен одговорот на прашањето. Дали враќањето на овие објекти, на тие локации, значат воопшто креирање на некаква меморија во која ние можеме повеќе да се препознаеме. Дали не било доволно време од 1963 до 2011 да се изгуби потполно и од навиките, и од културниот код, и од менталната навика да се користи таа архитектура, нели, околу себе, за да му се пристапи на тој проблем многу поразлично и многу поинаку. Уште потешко е разбирливо кога на местото на тие објекти во името на реконструкција поставувате објекти кои се 2 пати и 3 пати поголеми од тие што некогаш биле, а ја повторувате нивната генерална, нели, Светот постојано има помеѓу архитектите една дилема или конфликт што треба да преовладува. Добар дел од кај нас од архитектите ја бараат современата архитектура, но сепак јавноста во анкетите го прифаќа, во најголем број го прифаќа овој проект и од причини што во светот каде што патуваат луѓето,
доаѓаат да ги видат импозантните градби од времето на класицизмот. Бидејќи се тие посетени и се привлечни за голем број туристи, затоа и архитектите сега аплицираат или воведуваат неокласицизам во делови што веќе има, да кажеме, современа архитектура. И баш би сакал да кажам дека во 2002 година во Чикаго е поставена една колонада на столбови во Вригли сквер или Вригли паркот, која е многу слична на колонадата што ние ќе изградиме негде од левата страна на Вардар, близу до обвинителство. Бев и во Вашингтон, во паркот, се гради еден лепниковец, токму онаков како што ние изградивме на плоштадот во зелената површина. Толку интензивна лага да се менуваат тези во од, се обидува да се измисли одново севкупната историја и практично се прави неверојатна замена на временските перспективи и вредности. Додека сите позитивни сценарија за развој, како што беа овие претходните планови, без обзир какви цени или какви грешки направија, какви цени општеството платило за да се остварат или за да не се остварат, тие имале позитивна идеја да ја креираат иднината на предвидлив или на сакан начин. Овде се прави неверојатна замена на тези заедно со замена на временски планови. Овде тие измислуваа иднината, која не постои, сега државата македонска го измислува македонското минато кое никогаш не постоело. И тоа минато го проектира како единствена иднина. Значи, идејата за плоштадот не е нова. Значи, тој простор постои веќе 40 на година, кога земеме хронолошки. Во 70-ти години имаше обид, имаше конкурси југословенски како да се реши тој простор, но сето тоа беше безуспешно или немаше завршница. Сега се промени историските околности до 90-тите години, се распадна еден систем, Македонија доби фактичка независност, повторно се стави како актуелна тема прашање на плоштадот или Малиот ринг. Државата Македонија се осамостои. Имаше една извонредна шанса на тој важен стратешки простор што го викаме плоштад да си ги покаже своите идентификации. На жалост, да кажеме, 97 или 98 година, не се сеќам точно децидно, беше усвоен урбанистички проект кој што помина без никакви дискусии, се протна на мала врата, ака популарно да кажам, кој што јавноста многу малку го знае и кој што е баш дело на господинот Грчев, кој што воопшто не ги допри важните суштинските аспекти на оваа тема. Кога ќе кажеме го обновуваме духот на старо Скопје, дали мислиме старо Скопје пред земјотресот, дали мислиме старо Скопје пред Втората светска војна, дали мислиме на старо Скопје до 1912 година, на кое старо Скопје мислиме? При тоа го поставуваме и прашањето, односно прашањето за востановеноста на поимот староградска архитектура, нели? Пошто ние имаме навика да се изразуваме погрешно, па велиме народна архитектура, па староградска архитектура, па старо Скопје. И некако тие градации од стручни расправи преку профани муабети не носат во кафеански расправи и за тоа кому што му се допаѓа, а што не му се допаѓа. И всушност, нели, многу лесно поминуваме од она што е зрело за академска расправа и донесуваме заклучоци врз основа на нешто што е чаршивска расправија. Дали Скопје се антиквизира или пак антиката е дел од нашето културно наследство? Дали со проектот се губи балканскиот идентитет или пак Скопје ќе се претвори во вистинска европска метропола? Се мешаат ли стилови или пак модерната архитектура сама по себе содржи мешавина од различни културни етапи? Современата архитектура во Европа е толку хетероген процес, толку хибриден, толку хаотичен,
во постмодерната, во Европа, која што живее толку многу во својата историја. Тоа што го заговарам е да се легитимира и балканското наследство како Европа, исто така барам да не се збрише меморијата и трагата комплетна од балканската култура. Македончето нема што да посега или да се чатали со такви стилови, намерно го викам зборот чатали, дека тоа би било чаталене. Јас мислам дека токму ова е пример за себе колонизација, токму ова е пример дека ние мора да се држиме настрана од Европа. Наум да се гради нешто треба со позитивна енергија да се поддржи, не да се пристапи кон него деструктивно. Мене баш ми изгледа нашата антиквизација концепт налик на ова што се прави што се правеше во Туркменистан, во Азербејџан. Значи едно радикално отфрлање на модерната, да речам, и разбирање на сопствениот народ онака ко поданици и ко некој на кој можеш да им натураш на инстанс идентитети, буквално како која власт доаѓа. И ако го видите делот кој се буни против изградењето на луѓе, интелектуалата, така да ја наречам, која за мене не е, меѓутоа еве да ја наречеме така, они сака да се нарекуваат стручњаците. И гледате дека се исти луѓе, се тоа е ист профил, со исто педигре, иста матрица, од иста мајка родени, кои се дојдени тука да тоа не... Едноставно им пречи државноста, им пречи слободата, им пречи независноста, им пречи начинот на да може повторно да размислиме, историја како наука и било која наука друга, не е еднаш зададена. Науката е тука за постојано да се преиспитува. Па дури и најекзактната наука како што е математика. Ова е националистичка типична голема нарација. Свети Климент и Свети Наум и Свети Кирил и Методи се спомениците се дел од една етнонационалистичка голема приказна. Триумфалните порти се римски архитектонски елемент и на просторот на Македонија немаме ни една триумфална порта, значи историски немаме никаква поврзаност со триумфални порти. Ги бараме овие сите работи да се дават на вакво, за да несеме референтни странски експерти, бијќи нас не веруете. У реду не веруете. А зашто би им верувале ми? Во име на собствената македонска историја, ова е гаф и ова е помрачување. Ви реков, Коневски, за ова е незамисливо нешто за Коневски. Целиот опус на Коневски е скромност и мирнотија, а Коневски за мене е Македонија. Скромност ние никогаш не сме покажале. Ние сме покажале нехраброст, светкување пред туѓи мислења, копирање. 45-та сме го покажали, 63-та сме го покажали. Малку. Изградивме град кој денес сите го користат и вие сега, ВМРО-ците го направивте ова. 45 и 63-та се наведнување на рбето, та? Помагал, стварно. Убеден сум. Нема ни еден символ на албанските херои на еден плоштад кој што е плоштад заеднички на градот. Ние други плоштади немаме за жал. Ги поздравувам албанците што го ставија Скендербек, тоа е првиот чекор кон антиквизацијата, тоа е големиот храбар чекор. Фигури како Гоце и Даме добиваат се, како да кажем, се омаловажуваат како фигури кои што се од локално значење за општина Центар. Јас како човек кој како уметник сум работел во маркетинг и знам дека ова е политичка кампања во суштина, копитото на Александар да се споредува со порци, граф или не знам што. За мене државата е во психијатриската болница, на пасошко, на патиштата, а не во 5-метарскиот и во 22-метарскиот споменик. Поставувањето на двата споменика, Гоце Делчев и Даме Груев, како и другите споменици, мислам дека ќе придонесат кон една гордост, што значи психичка стабилност на населението. На лаиците им се допаѓа, меѓутоа ние сме тука да ги едуцираме и да им објасниме што е добро, а што не е добро. Дали народот му се свига, дали не му се гајлење, да му се свига или не. Јас го кажувам мојот став. Ова е вакво помрачување не сме имале, ви велам, од 45-та навака подеструктивен, поагресивен, посилнички, политички гест од ова не сме имале. Дали сте слободни како уметници? Не сте. Некој ли вика барок, некој ли вика антика. Ајде, Јане, вие ги правите лобовите. Кога ќе го погледнам Истанбул, например, колку бароки има, Тогаш е јасно зашто имаме барок. Значи, прва работа треба да се забранат оние апсолвентски екскурзии, бијќи носат многу лоши моменти у Македонија. Скандалот е до толку голем да некој ми протиња дека ова така се прави. И кај го учеле тоа?
Ја не сум го учел, не го учел никој. Значи дека имате дупка во образованието. Не, немаме дупка. Може би на тоа место стоела црквата Света Тројца. Света Тројца, потоа било џамија. Исто така бил и офицерскиот дом, потоа бил земјотрес. Нормално се гледа дека тоа е непрофесионална рака, ги ставил во простор во кој што никош не се гради. Тоа се кеови и... Значи, најсуштинските одлуки. Која донел одлуката да се обновува офицерски дом, а не бурмални џамија на истото место? Погледнете конкурсниот труд на професор Грчев, кој се изведува и кажете дали ова е, зумете, повеќе може. Уште. Дали ова е бурмални џамија? Просто лажеш. Не лажеш пред целата македонска публика. Не, вие Значи тоа ти го држиш во рака и ти велиш дека офицерски дом, значи ти лажеш. Општина Центар направи измени и дополна само на дел од плановите. Многу добар дел од плановите во урбанизмот ние ги наследивме од претходните мандати на патуриот професорот Грчев. Значи во времето на професорот Грчев има поставено објекти спроти стоковната куќа на самиот плоштад, односно пред МЕПСО, и во таа цела зелена површина постојат објекти и ние тој план и понатака ние на сила и веројатно во иднина тука ќе се изградат неколку хотели и градска куќа. Сакам да кажам дека значи и тогаш развојот на градот бил планиран и со донесување во тоа време доповите остануваат поново исти и во ова време. Тука се отвара едно големо прашање од архитектонски аспект што е наша идентификација. На жалост, пошто јас многу долго го следам тој процес, што е тоа наша градителска традиција, и имам искуство, обично во нашиот едукативен систем се пласира, да кажем, идејата дека македонската куќа е најзначајната наша градителска традиција, што не се сложува. Значи, тоа е само еден дел од нашата традиција. Откако постои тој поим Македонија, просторот географски, историски простор Македонија, за мене тој временски просторен контекст го третирам како единствена целина. Не можам да го делам ја, као што политичарите или као да се сложам со тие политички интерпретации на поимот Македонија. Значи, пред словените, после словените. За мене, градителската традиција на овој простор ја гледам во континуитет. Особено за мене најважен античкиот период. Затоа што према сите параметри за држава збориме, значи, во тој период македонците имале држава. Многу реална држава, значи имале територија, имале народ, имале име, имале централизирана власт на целиот простор. Тоа се истите параметри по кои што Бадинтер 90-тите години ни кажа дека ние имаме право на држава. Значи, за мене, ситуацијата 45-та година навака и ситуацијата пред 2500 години е апсолутно идентична. Значи, она што можеме да збориме ние за градителска традиција од 45-та години, да речеме дека да, тоа е нашата градителска традиција, која што имале своја држава, свој простор, своја власт, нели, своја централизирана власт на целиот простор, е сосема идентична како и античкиот период. Затоа јас мислам дека базата на нашата градителска традиција, према сите овие валидни параметри, е во античкиот период. Нормално ние имаме градителска традиција и претходно, али она што е верифицирано во светската историографија на тема Македонија, ја го сметам за валидно. И го повикувам тој концепт и го практицирам. Наместо да работи за иднината и за развојот, таа го поништува. Ја поништува и надежта и правецот, одредувајќи измислена непостоечка историја наместо на иднина. Поради тоа, само заради оваа неверојатна, самоубиствена инверзија на временските планови, на системите на вредности, ние затекнуваме необјасниви анахронизми во архитектурата, во урбанизмот и во скулптурата. Исто морам да кажам, што тоа не е скулптура, тоа е практично нешто неверојатно. Таму се појавува анахронизам кој никој не може да го објасни. Зашто е сето тоа така минато, така тажно и тоа само личи дека е минато.
Сега има многу критики, да речеме, и од естетски, и од социолошки, и од идеолошки аспект. Например, од естетски аспект да тргнеме, најбенигниот, така, е тоа дека проектот е анахрон и не е во духот на совремието. Ја истите тие критичари би ги запрашал што има Македонија од новиот век. Значи, од доваѓањето на османлиите, кога шеријатската култура зацарува со овие простори, па се негде до на првата до 20-тите, да речеме, кога е конституирана Вардарска бановина, нема никакви европски инфлуенци културни во Македонија. Значи, цел еден огромен период е пропуштен, така. Нема ни ренесанса, ни маниризам, ни барок, нити има класицизам, нити има реализам, нити има романтизам, нити има импресионизам. Значи, Македонија како една култура, иако била сјајна во византиско време, била она на светски нивоа, кој ќе земе Нерези, кој ќе земе други манастири и така, кој ќе видиме Света Софија, да речеме, каква култура била тоа и до кој дереđe стигнала. И потоа да тргнеш во приклучување на европската култура со задоцнување од 500 години и да ги пропуштиш сите главни европски правци и да почнеш со некој постимпресионизам, така, во делата на Мартиновски, Личеновски, Пандилов. Тоа е навистина катастрофа, така. Од тие позиции нам ни предстои пола век само реставрирање на истите овие правци. Зашто големата култура на Европа е изградена систематски. Не е таа градена врз база на некакви празнини и вакууми. Нашите соседи, кои исто така ја делеле нашата судбина, робувајќи под Турската империја и под таа редуцирана култура, пред се во уметностите, која е аевропска, така, која е еден вид на екстремна азиска култура, се случило тоа да едноставно они, иако ја добиле таа независност и се ослободиле по 100 години, 150 години како грчката држава пред нас, внеле огромен напор, значи, за да ги пополнат тие дупки визави европската култура и ден денес гледаме како се инфериорни и како се празни во однос на европската култура, и српската, и бугарската, и грчката култура. Како им недостасува еден сегмент кој би ги направил вистински полни култури. Едноставно им недостасувало време. Сега замислете каков е нашиот проблем.
и не може да замисли дека има порака за еднината. Тоа е еден, значи, фалсификат на историјата во кој што сите слоеви од фалсификатот се фалсификати на своите собствени техники или некакви си препознатливи уметнички или архитектонски стилови. Во однос на поставувањето или критиката за голем број споменици, многу е важно да потенцирам дека почита према самите себе, према нашата историја и важните историски личности ја одбележавме на еден достоинствен начин. Луѓето кои доаѓаат од страна, ако констатира дека имавме само 2 споменика, значи еден беше нападнатите херои од Втората ослободителна војна пред владата, сега што стои, и еден е споменик на Гоце Делчев. Претходно имавме само бисти. Значи, со градењето на споменици ние им одаваме почит на сите оние кои загинале за денеска да имаме еден ваков живот, да имаме слободна. Интересна и многу експлоатирана во уметноста воопшто. Од прапочетоците херојството се славело во уметноста и една од така најекспонираните теми во уметноста е славењето на херојството. На почетокот се јавува скулптурата на Прометеј и една фонтана и концентрични кругови околу фонтаната како скалила на кои што можат луѓето да седат, еден форум на отворено, јас го нарекувам демократски форум или алтернативен форум кој што е наспроти парламентот. И за моја среќа луѓето веќе почнаа на некој начин како алтернативен демократски форум и да го користат. Вториот сегмент е сегментот порта или сегментот кој што е премин помеѓу просторот на живите, односно просторот тој демократски форум и просторот на мртвите, односно просторот на боговите. Во централниот дел на споменикот се појавува една така модернистичка форма. Тоа е вечниот огин, кој символизира, значи, еден спомен, еден почит кон сите паднати херои кои што на некој начин, значи, биле запамтени или не се запамтени, значи, познати и непознати мртви борци за Македонија. Понатака доаѓа една ротонда, значи со доминантни столбови, целиот споменик и посебно оваа ротонда, значи може да се види дека доминира едноставноста, значи нема додатни некои декорации, е лишен од, значи, некои посебни декоративни приказни. Од централниот дел, значи, на таа ротонда излегува централен столб, висок 20 метри и на самиот столб е ангелот на слободата, односно Викторија, во антиката наречена Викторија или Никија во Грција. Така да целиот споменик си има еден свој континуитет на славење, на победата и на Во секој случај проектот 2014 година и покрај својата, нели, естетска девијација, секој лесно може да го критикува тоа дека е анахроно и дека е извадено од контекста.
времето. Но одговорот на тоа е ние сме колонијална култура која никогаш немала шанса да се обиде во сите овие нововековни европски правци на изразување, па затоа имаме право да реставрираме. Иако курентната, нели, современата уметничка сцена воопшто не е загрозена, таа си иде паралелно и е пожива од било кога до сега. Од 1991 до 2006, додека во години во кои најмногу тие беа на власт, еден објект не се направи. И луѓето почна да се прашуваат, добро, ај ово може би треба, може би не треба. Може би ни треба таков музеј, може би не. Може би треба зграда на обвинителството, може би не. Некои викаат да, некои викаат не. Ама кај одеа парите порано? Зошто порано не се изградило, па макар и во поинаков стил? Еве сега не чини овој стил. Бил барок, бил класицизам, бил неокласицизам. На многумина не им се допаѓа, многумина архитекти или професори кажуваа дека не требало таков да биде. Еве да речеме, да замислиме за момент дека се во право. Бидејќи тоа го говори и опозицијата, луѓето почна да се прашуваат, а зошто во тој поинаквиот стил, современиот или не знам каков, не изградивте вие? Бевте толку години на власт, една работа не се изгради во Скопје.